Еве тука на екранот е кажано дека ќе зборуваме за грабањето на црквата. Тоа има уште име земањето, некои го викаат, вознесување на црквата. Христос се вознесе на небото, нешто слично ќе се случи и со црквата. На енглески rapture го вика. Rapture, значи, исто значи грабање. А германците викаат entrückung der Kirche, entrückung, значи, одземање. А тоа ќе значи крај на добата на црквата. А на грчки харпацо го викаат. Сега ние, ја во една претходна проповед зборнав дека современа мода е да се читаат книги од научна фантастика. Реков дека најфантастична книга е Библијата. Само кој сака да чита вистинска фантастика, бидејќи тоа е чиста вистина. И поголема фантастика од овој настан грабање на црквата нема. Тоа ќе се случи на земјата, односно во светот во кој живееме. За грабањето има доста податоци во Светото писмо, но малкумина ги знаат, а уште помалку ги разбираат и прифаќаат. Затоа што не ги интересира, не го ценат Светото писмо како Божја објава, не го разбираат, под влијание се на погрешни толкувања и не го сакаат тој настан. Светото писмо знаете дека се објавувало постепено. Она што Аврам го знаел за Бог, Мојсија знаел многу повеќе. Соломон знаел уште повеќе и така натаму. Така и со пророштвото, бидејќи оваа тема спаѓа во пророштвото. Библиското пророштво ја толкува иднината на овој свет и луѓето онака како ја презентира Библијата. И 30% од Библијата теолозите пресметале дека е пророштво. И тоа не треба да се занемари. Но интересно е што сите христијани не се единствени во толкувањето на пророштвото, бидејќи не е лесно да се толкува пророштвото. А зошто е тоа така? Толкувањето на еднината е исто така прогресивно. Некои места во Библијата не им биле јасни на Божиот народ, па дури и на врвните овози. Постепено со тек на времето и одвијање на станите во светот, многу од пророштвата станувале појасни и поочевидни. Например, многу од пророштвата се сврзани со народот и државата на евреите Израел. А Израел како држава знаеме дека не постои скоро 20 векови. Од 70 година по Христа до 1948 година, 19 векови и нешто, на многу добри теолози не им биле јасни разни пророштва во кои се спомнува Израел, Ерусалим, храмот и слично, бидејќи тие не постоеле таму во нивно време. Многу од нив викале, ова е тешко да го разберем, ама го верувам. Теолошката наука на многу христијански цркви е полна со предрасуди кои пречат да се дознае вистината. Например, протестантите се раководат од принципот сола скриптура, само писмото. Светото писмо е најголем авторитет. А традиционалните цркви, а ги викаме државни цркви, ја ставаат традицијата на исто ниво со писмото, дури и на повисоко ниво. Например, православната црква. Ако некој ценет теолог од минатото кажал нешто и дефинирал и растумачил, никој нема храброст да тумачи поинаку. Например, кај адвентистите, тоа што рекла Елена Вајт е закон. Но со тек на време многу работи стануваат појасни.
Например, археологијата открива многу работи. Некои градови кои се викале на времето така и така, сега не се викаат така. Некои народи се спомнати во Библијата, деве се по друго име и така натаму. Значи, со проучување, со археологија се доаѓа до станува појасно. Јас некде прочитав дека некои од црковните татковци исто верувале за грабањето како ние што веруваме денес. Не го памтам името на тој теолог, меѓутоа современата православна црква не го воопшто дискутира тој настан. Јас ќе посочам овие првиот цитат од Тит 2.13. Тој цитат е една реченица, но која ако се анализира подетално се види дека тука се спомнати два настани кои представуваат една појава. Таа појава е второто Христово доаѓање, но таа се состои од два настани. И вака вели, очекувајќи ја блажената надеж и јавувањето на славата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Значи, блажената надеж е првиот настан. Тоа е грабањето на црквата. А јавувањето на славата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос е вториот настан. И тие заедно два настана е една појава, еден феномен, тоа е второто Христово доаѓање. Скоро сите христијани веруваат дека Христос повторно ќе дојде. Блажената надеж се однесува на Христото доаѓање на облаци да ја земе својата црква и однесе на небото, односно да ја грабне. Самиот збор најдобро се илустрира како орел што лета горе и кој ќе види некој плен, со голема брзина се спушта и го грабнува пленот. Тоа е Харпацо. Јавувањето на славата е второто Христово доаѓање на земјата, бидејќи земењето е еден настан кој Христос не доаѓа на земјата, него до облаците и тогаш ја зема црквата. А со доаѓањето на земјата, вториот настан, тој ги победува своите непријатели и го воспоставува своето царство на земјата, што ќе се манифестира и со така наречената Армагедонска битка, која во главно ќе се води на Блискиот Исток. Ние поќе ќе зборуваме за првиот настан, макар да и вториот ќе го спомнаме и разликите меѓу двете. Кога ќе се случи овој настан? Никој не знае. Не е речено, нити има знаци кои може да ги толкуваме. Меѓутоа, во однос на други настани, може се каже дека знаеме. Например, кога ќе настанат големите маки. А што се големи маки? И се спомнати во Матеј 24 глава, тоа е еден период на земјата кога ќе биде страшна несреќа. Ќе има војни, ќе има глад, ќе има болести и ќе нема никаква надеж и никаква помош за луѓето. Може со сигурност да речеме дека земењето ќе биде пред да настапат големите маки. Така, повеќето теолози го толкуват и јас исто тоа го застапувам, додека некои викаат ќе бидат грабнати во средина на големите маки. А големите маки се еден период од 7 години. Тие 7 години се спомнуваат во книгата на пророк Данијел од 9 глава, каде е спомнат еден период од 480 години во кои евреите, нивната држава е под робство на други народи. И тие се пак расчленети на делови во кои последниот дел од 7 години е последното царство, така да речем Римското царство, односно обновеното Римско царство, каде цар ќе биде Антихристот.
И тоа е спомнато дека е 7 години. Многу од тие бројки се исто спомнуваат во Откровението, како или како 2 пати по 3,5 години или пак 3,5 години и 3,5 години. Значи, никој не знае, нема знаци според кои ние треба да се ориентираме. Денот и часот на грабањето на црквата е тајна, што ја знае само таткото. Таа ќе биде настан кој ќе ги изненади сите луѓе, и христијаните и нехристијаните. Милиони луѓе едноставно ќе ги снема. Ние знаеме во Библијата дека ваков настан имало и порано. Например, најтипични настани се грабањето на Енох во предпотопниот свет, каде пишува дека Енох одеше со Бога и Бог го зеде и не можеше да се најде повеќе. Исто опишано е во послепотопниот свет земењето на пророкот Илија. Па дури апостол Павле беше земен на небото. Може да се каже дека беше убиен и воскресна. Во првото мисионерско патување, кога отиде во тие места Лаконија, Истра, Листра, беше каменуван од толпата. И каменувањето тоа било страшно. Се земале камења може и по 1 килограм тешки и секој целел кон главата. Не може човек да остане жив. Но ете, Бог направил чудо, го зел духот на Павле на небото и Павле видел ствари кои не му е слободно на човек да ги кажува. И после он пак оживел, значи еден вид воскреснал. Значи Библијата е полна со чуда. Значи, незнаењето кога ќе биде првата фаза, со себе го повлекува незнаењето и за втората фаза. За нас и сега. Но откако ќе настане грбањето, луѓето кои ќе останат на земјата, точно ќе знаат кога ќе биде втората фаза, по 7 години. Ние, значи, ја чекаме блажената надеж, додека чекаме, ние треба да се спремиме. Како да се спремиме? Куферите ли да ги спремиме? Па, ниеден предмет што го користиме сега нема да ни треба таму. Него да се спремиме духовно. Самото размислување ни донесува радост. Би требало да ни донесува радост. Ако сме спремни, ќе се радуваме. Ќе бидеме земени од овој лош свет и со нови воскреснати тела, не подложни на болести и смрт, славни, ќе бидеме со Господ. Во Тит 2:11-12, непосредно пред овој стих што кажува, што го цитирав на почеток, може да се каже дека нешто за спремањето зборува. Зошто се јави Божјата благодат, која носи спасение за сите луѓе, која не поучува да се откажеме од безбожноста и од световните похоти, да живееме разумно, праведно и побожно во сегашниот век, очекувајќи ја блажената надеж, како што рековме. Значи, живееме во светов по благодат. Таа благодат трае непрекинато од првите духови, првата 50-ница. Од тогаш Евангелието се проповеда на сите народи, вклучувајќи ги евреите. Земањето е токму следниот чин во Божјата програма, а потоа на земјата настануваат големите маки, кои ќе траат 7 години, како што реков, и потоа ќе се јави славата му. Во Јован
Евангелието по Јован, 14 глава, 2 и 3 стих, Господ Исус точно ова им го кажува на учениците. Во куќата на мојот татко има многу места за живење, вели. Одам да ви приготвам место. И штом ви приготвам место, пак ќе дојдам да ве земам да бидете таму каде што сум јас. Значи, тоа е истото што до сега зборувавме, меѓутоа не е кажан начинот како тоа ќе се случи. А за начинот имаме минимум 2 места во Светото писмо од Новиот Завет. Прва Солуњаните 4:16, може другиот, да. Таму вели и мртвите во Христа ќе воскреснат најпрво. Значи, еден вид предност ќе имаат. Во тој момент мртвите христијани, оние што се во Христа, значи не сите луѓе што умреле, значи прво воскреснуваат оние кои умреле во Христа, значи умреле како христијани. А потоа вели, а потоа ние кои остануваме живи, заедно со нив ќе идеме грабнати на облаци на средба со Господ на небото. Значи прво мртвите христијани воскреснуваат, а потоа живите се трансформираат во вечни и неспадливи славни тела и бидуваат грабнати на облаци. Значи ќе има една генерација христијани кои нема да вкусат смрт. А Господ ќе дојде на облаци со душите и духовите на покојните христијани. И тогаш ќе се спојат со своите тела, нови воскреснати тела и ќе бидат пак цели суштества разумни. Значи, ова ќе биде невидливо за светот. Само последиците ќе се видат. А втората фаза, славното јавно доаѓање во слава, ќе биде очигледно за целиот свет. Како што молњата вика се гледа од исток до запад, така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. И тоа доаѓање ќе заврши со победа на непријателите на Господ и воспоставување на Неговото царство. Грабањето ќе биде големо изненадување за сите жители на земјата. Мистериозно ќе исчезнат многу луѓе и тој настан ќе мора некако да се објасни на останатите луѓе, жители на земјата. Најверојатно ќе се објасни на некој начин што е позитивен за преостанатите жители на земјата. Ќе тумачат дека се спасивме од овие досадни критичари кои не оставаат ни пречат, им пречат на луѓето да ги уживаат своите човечки права и слободи. Се разбира, слободи за грев. Може би некои ќе се фалат дека тоа е нивно дело и заслуга. Може би заслуга на Антихристот, кој ќе се појави после. Интересно, еднаш читав за New Age движењето, кој е едно паганско верување, и таму некои нивни пророк вика, тие што нема да го прифатат ова верување, вика, ќе направиме да исчезнат во космос или нешто така. Си викам сумот, од кај овие добија ваква идеја? Значи, ќе тврдат дека тие тоа го направиле. Во 1 Коринјаните 15 глава, истото е со слични зборови, може да има и некои финеси. Еве ви кажувам тајна. Сите нема да умреме, туку сите ќе се измениме. Во еден момент, за миг на окото, значи многу брзо. Тоа со Бог може. При последната труба, имено трубата ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме, зашто ова распадливо треба да се облече во нераспадливо и ова смртно да се облече во бесмртно. Интересно, овде има еден чуден парадокс. Вика, еве ви кажувам тајна. Таа тајна е напишана 2000 години во Новиот Завет. Ако
нешто кажеш, то не е веќе тајна. А сепак е тајна. Како е тоа можно? Па тој што нема Свети Дух не може тоа да го разбери. Иако е кажано и пишано. Вие сигурно не сте сретнале во дневните весници за овој важен настан некој нешто да напише. Нема. Ќе биде големо изненадување, како што реков, ќе биде мистерија. Интересна е симетријата на црквата. Црквата почна тајно. Во горната соба во Иерусалим на првиот духов ден. Учениците беа заклучени во страф од евреите и се молеа. Настанот во целост го видоа само присутните. И после е опишан, но народот што беше дојден во Иерусалим не го виде тој настан. Но и вида последиците. Последиците беа да тие со голема духовна сила проповедаа по улиците на Иерусалим и придобија, мислам пише 3000 души да веруваат. И свршетокот на црквата, грабањето е еден таен настан за светот. Светот ќе ги види последиците, но нема да го види настанот. Нема да има ни еден припадник на црквата повеќе на земјата. Добата на црквата ќе заврши, времето на милоста ќе заврши, нема повеќе спасување по милост да има. Со заслугите на Господ Исус Христос нема никој повеќе да се спаси. Ако сака некој да се спаси, треба да се спаси со заслуги. Односно, во тоа тешко време ќе се декларира дека верува во Господ и ќе биде убиен. Ќе го посведочи своето сведочанство со својата смрт. Само тој начин ќе биде за спасување. Тоа ќе биде делото кое ќе биде прифатливо. Да ги разгледаме пак поблиску разликите меѓу овие два настани. При грабањето и при доаѓањето во сила и слава. Значи Исус рековме не слегува на земјата, туку ги граба во воздухот. Настанот е таен, невидлив за другите жители на земјата, а последиците ќе бидат очигледни. Спомнав дека имало и други такви настани во историјата, Светото писмо ги бележи. Има слични, но и не идентични настани. Например, евангелистот Филип, кога се дочеше во Газа, духот го грабна и го однесе на друго место. Значи, Божите семоćности се несватливи. Ово што рековме дека при доаѓањето во слава Господ ќе се спушти на земјата и тоа ќе биде јавен чин кој ќе внесе и страф и трепет ке луѓето. Захарија 14 глава, 4 стих, вака вели: Нозете негови во тој ден ќе застанат на Маслинската гора и таа ќе се распадне на средина, на исток и запад, и ќе настане голема долина и половина гора ќе се повлече на севера, половина на југ. Интересно, на Маслинската гора туристите одат
да го видат местото на вознесението на Господ Исус Христос. И таму се поклонуваат, го бакнуваат, кој како си замислува. И има изградено едно тулбе. Тулбе тоа е, така може турски израз, една кружна куличка така, што со купола горе. И тоа е така обележено местото. Одат туристи да го видат. Еве, Захарија кажува што ќе се случи тогаш. Интересно и ова разлика. Кога Господ доаѓа по црквата, тој од земјата ги зема верните, а ги остава неверните. И тие ќе завршат на друго место. Матеј 24 глава 37 до 41, зашто како што беше во времето на Ное, така ќе биде и пред доаѓањето на Синот човечки. Како што пред потопот јадеа, пиеа, се женеа и се мажеа, до оној ден кога Ное влезе во ковчегот. И не осетија додека дојде потопот и ги однесе сите. Тако ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Тогаш двајца ќе бидат на нива, едниот ќе се земи, другиот ќе се остави. Две жени ќе мелат на мелници, едната ќе се земи, другата ќе се остави. Некој мислат дека ова е опишано земањето, но тоа не е така, бидејќи тоа е при второто, значи при доаѓањето во сила и слава, Господ ќе ги тргне неверните, како каколот што се одделува од житото, и тие ќе завршат на нивното место, слично како што беше настанот при потопот. Бидејќи при потопот Ное со своето семејство остана на земјата, во ладјата, а другите беа одземени од животот и од земјата. Слично и како случајот во Содома и Гомора, кога Лот беше земен и неговите ќерки, а другите жители беа уништени. Така ќе биде доаѓањето на Синот човечки. Во второто Христово доаѓање, исто така Бог ќе ги собери и оние што ќе се обратат во тој период на тие 7 години, затоа што и тогаш ќе има евангелизација во која ќе предначат самите евреи. Во Откровението се спомнуваат 144.000 млади христијани обратени од евреите, кои ќе проповедат по цел свет, пред се и на евреите. И голем дел од евреите, 1/3 ќе поверуваат. И тие Бог ќе ги собери да учествуваат во 1000-годишно царство што ќе настане на земјата. Друга разлика во врска со знаците на времето. За грабањето на црквата не се дадени знаци, кога ќе се случи тој настан, но пред да дојде Господ во слава ќе се исполнат многу знаци. За нив пишува во Матеј 24:15, кога ќе видите гадоста на опустошувањето, за која говори пророк Данијел, како стои на светото место. Значи, тоа е еден настан што во Данијел е опишан, а во Матеја Господ Исус Христос го спомнува, и кој чита нека разбере. Во Данијел е кажано дека во светото место ќе има грозота на пустошта. Тоа всушност се смета дека во третиот храм, кој сега наскоро треба да се изгради, во светиње на светињите, бидејќи тоа ќе биде еврејски храм по сите еврејски традиции, и таму Антихристот ќе го покаже своето право лице и својот кип ќе го стави таму. И добар дел од евреите ќе видат со кого имат работа и ќе добиват налог од Матеј 24 глава да бегаат, што таму е тоа во главном речено на евреите. Се некој ќе речи, еве,
во Ерусалим нема еврејски храм. И тие се збираат во синагоги, а вистинска богослужба, како што според Мојсијевиот закон, нема, бидејќи нема храм. Нема храм од 70 година по Христа, кога римјаните го срушија, и после негде во 7 век дојдоа муслиманите и изградија џамии тамо. Таа купола над Карпата, тие се информирале кај евреите кај беше точно храмот и тука изградиле таа купола на. И сега ортодоксните евреи фантазираат што поскоро да се изгради тој храм. И тој храм ќе се изгради. Првиот храм беше Соломоновиот, вториот храм Естра и Нехемија што го изградија, а Ирод го украси, го уреди просторот околу. Третиот храм скоро ќе се гради. Многу се зборува за тоа и во вести, и во кој антихрист ќе го испогани. И четвртиот храм, опишан во 40 глава во 1000-годишното царство, ќе биде многу велелепен, голем, и сета географија на Израел и на Ерусалим ќе се промени. Кој сака нека чита во Езекијел 40, ќе има огромни димензии. Оти во Матеја 4 глава вика: но молете се на Бога вашето бегање да не биде во зима или во сабота. Штом се спомнува сабота, тоа значи дека овие поуки се на евреите. Бидејќи саботата е празник на евреите, во која тие не треба да патуваат никаде. Од ова гледаме дека Господ дава совет за евреите во големите маки, зашто евреите ќе останат во големите маки. Тогаш антихристот ќе го постави својот кип во Ерусалимскиот трет храм, во светињата на светињите. Тогаш евреите ќе бегаат, пишува, бегајте во планините. Интересно, мислам дека во Даниил пишува дека Моаб и Амон ќе нема да има тамо воени борби ќе има, зашто, како што реков, Армагедонската битка ќе биде Блискиот исток, околу Израел ќе биде. И самото тоа поле, Армагедонско поле, тоа е една голема котлина како Пелагонија, само малце поголема, што се простира од Хајфа до десно до Јордан. Многу голема и житница на Ерусалим, кога Наполеон прв пат ја видел, рекол, ова е идеално место за борба. Така рекол Наполеон. Зашто французите дошле дури до градчето Ако. Тоа било во раците на турците и не успеале да го освојат. Немале доволно сили и средства. Од интересно вика да бегате во планините. Во Матеја 24 глава. А Амон и, значи тоа е отаде Јордан и отаде Мртвото море. А таму е Петра. Овој град Петра во кој туристите да го гледат. Викаат за Петра дека и атомска бомба да се удри во близина, нема во клисурите да ги убие луѓето, зашто тоа се еден систем на клисури и пештери. А зошто се смета, теолозите сметаат дека во Петра ќе се кријат 1/3 од евреите? Па негде во псалмите или во Исаија, не знам точно каде беше, вика: кој е оној што иде од Едом? Зошто ти се облеките испрскани со крв? Газве во кацата, вика, и изгазив народите и немаше кој да ми помогне. Зашто Господ Исус Христос тоа во име свое кажува. Така да, интересни се тие детали, можда се вака фантастични за некој човек. И јас негде прочитав дека многу цркви од Америка печатат нови завети на еврејски и ги кријат во пештерите таму во Петра. И сега кога ќе дојдат евреите тука се кријат да можат да читаат, да се обратат. Мене ми е интересно за овие работи, ги читам, може за некој од вас е ова екзотични работи.
Значи, ние треба да живееме со блажената надеж, да се чистиме како што е тој чист, во духовен смисол. Има разлика во врска со ангелите, при грабањето Господ доаѓа лично, он само со глас на архангел ќе повика, воскреснете, станете, и со труба Божја, но без присуство на ангелите. Но кога ќе дојде во слава, ќе го следи војска од ангели. Тогаш ќе се покаже знакот на Синот човечки на небото и ќе заплачат сите племиња на земјата. Ќе го догледаат Синот човечки како иде на небеските облаци со сила и голема слава. И ќе го испрати своите ангели со силен трубен глас и ќе ги собери неговите избраници. Оно што реков, обратените во време на големите неволи. Прво своите избраници од 4 ветрови, од крајот до крајот на небото. Значи, ангелите ги собера сите луѓе кои верувале и се обратиле за време на големите неволи. Тие ќе влезат и ќе земат учество во непрославени тела во илјадогодишното царство. Исто и во символите има разлика, например, на крајот на откровението Господ порачува на црквата. И јас, Исус, го испрати во 22:16 откровение. Јас, Исус, го испрати својот ангел да ви го посведочува по црквите. Јас сум корен и род Давидов и сјајна звезда Деница. А Израел, порака за Израел е во Малахија 4:2. Малахија е книга во Стариот Завет која е последна напишана и последните упатства и опомени Господ ги дава на евреите и вели вака: а на вас кои се боите од моето име, ќе светне сонце на праведноста, здравие ќе има на неговите зраци и ќе излегувате и ќе скокате како телиња од јаслите. Значи, за верните ќе биде како звездата Деница. Звездата Деница е така позната во културата на сите народи и е всушност планетата Венера, која прва се појавува навечер пред да настапи ноќта. А големите неволи ќе бидат најголемата ноќ во морален смисол. А и после во зорите последна се губи. Каков став ние да имаме во овие два настани? Може друг слайд да добиш. Аха. Добро, овдека е... Добро, остави го ова. Речено дека верните ќе бидат избавени од гневот што ќе дојде. Значи, верните христијани, јас би рекол да, еве ние, нема да се плашиме од големите неволи. Како што рекол, големите неволи ќе бидат, еве сега се плашиме од војната во Украина. Па тоа ќе биде војна на сите страни. Па тоа ќе биде глад, немање на храна, оскудица. Што вика во Откровението, цела дневница на работникот ќе биде само за он да јади. Ќе нема за семејството да му однесе. Ќе нема ни лекови. Ќе се умира од страв. Од страв човек може да добие срцев удар или мозочен удар и да умре на местото. Каков став имаме при овие два настани? При земањето, грабањето треба да имаме радост и ослободување. Во Откровението 4 глава, 1 стих вели вака: потоа види врата отворена на небото и првиот глас кој го слушнав како труба говореше со мене и рече: качи се ваму и ќе ти покажам што ќе биде потоа. Сега еден теолог кој го ценам вика: ова не е никаков доказ дека тоа е грабањето на црквата. Можда он има право. Јас пак ги слушам други теолози што викаат баш е ова символично место што кажуваат тука е грабањето на црквата. Зошто? Па ова го виде Јован апостолот, а Јован апостолот е најлюбимиот апостол на Господ Исус Христос и Јовановото Евангелие е всушност напишано за христијаните. Карактерот на сите евангелии е различен, сите 4. И бидејќи символиката многу
учествува во откровението и затоа и тешко да се толкува. Јас сум склон на тоа да верувам дека е во моментот на земањето, на грабењето, а понатаму во 19 глава пак е прикажано врата отворена на небото. Тогаш се појавува Господ Исус Христос со небеските војски и се спушта на земјата. 19 глава, 4 глава и 19 глава. Значи, еве, се тешиме со тоа што ќе ги избегнеме големите маки. Некои викат, треба црквата уште да се чисти. Тоа не е точно. Црквата е тајна, првпат откриена на апостол Павле, Вака кажува еден теолог, вака вели, па кој човек која сака да се ожени со некоја вереница, сака да ја разжалости. Па нели е свадбата време на радост, смење, уживање? Со тоа сака да каже, нема врска, нема потреба од друго чистење. Црквата се чисти преку Светиот Дух. Интересно она што реков дека црквата е тајна. Па дури екзистенцијата на црквата е тајна. Ние гледаме многу цркви, згради, црковни организации, црковни. Има една математичка операција, вака вели. Едно множество, пресек со друго множество, тие што се во пресекот се посебни. Значи, сите што одат црква и имаат кришталнови што се на списокот на црквата, не значи дека се христијани. Ама сепак тука се христијани. Значи некои се, некои не се. Тајна е тоа. Ние имаме некои показатели, гледаме човекот се променил, убаво се понаша, љубезен е, не прави повеќе гревови, се бори со и викаме тоа е христијани. Најверојатно е. Ама Господ си го знае. Во Јуда 21 стих, Јуда 1 глава само. И сами себе држете се во љубовта Божија. Може и последната. И сами себе држете се во љубовта Божја, чекајќи ја милоста на нашиот Господ Исус Христос за живот вечен. Значи, сами себе треба да се трудиме. Да се држиме до милоста Господова е најпрекрасното искуство за еден верник. Ние сме спасени по милост и секој ден го живееме по истата милост. Бог не чува по милост и по милост ќе не земе кај себе. Нам ни треба само милоста, не можеме да се потпреме на своите заслуги. Радоста на спасението е заради милоста Божја. Милоста Божја не ослободува од самите големи маки. Прва Солуњаните 1:10 вели и да го чекате неговиот син од небото, кој го воскресна од мртвите Исуса, кој не избавува од гневот кој ќе дојде. Тоа е еден доказ дека нема христијаните да бидат во големите маки. Друг израз е цитатот од Откровението. Во Откровение 3 глава 10 стих. Писмо до Филаделфиската црква, она црква што Господ пофали многу. И така вели, бидејќи ги запази словото на моето трпение, и јас ќе те запазам од часот на испитување што ќе дојде во целиот свет, за да ги испита оние кои живеат на земјата. Трет цитат од Римјаните 5:9. А сега, откако сме оправдани во неговата крв преку него, многу повеќе ќе бидеме спасени од Божиот гнев. Јуда 24. А оној кој може да тоа го реков.
кој може да ве дочува од слизнување и да ве постави непорочни пред неговата слава со голема радост, единствениот Бог, нашиот Спасител, преку Исус Христос, нашиот Господ, нека има слава, величие, сила, власт пред вековите сега и во сите векови. Амин. Не чека голема радост кога ќе отидеме кај Господа. Дали и ти мислиш така? Или си мислиш и се радуваш на куќата, колата, парите, вилата, кариерата? Сето тоа ќе изгори, ќе се претвори во чад и пепел. Значи, во Јуда 24 прочитам веројатно, а оној кој може да ве дочува од слизнување и да ве постави непорочни пред неговата слава со голема радост. Нему слава и така натаму. И уште некој збор за доаѓањето во слава и сила. Во Псалм 2, 9 стих вика: ќе ги удриш со железен жезл и ќе ги скршиш како грнчарски сад. Значи, своите непријатели Господ ќе ги победи, сите оние што го откажуваа, отфрлаа неговата жртва и ги гонеа неговите верници, Господ ќе ги победи и казни. Мене многу ми беше чудно, може и пред многу години кога ова го читав и го замислував, дека како што сега со сите оружја се води војна во Украина, тогаш сите народи оружјата ги свртат кон оној што иде на облаците. Толку ли се наивни дека можат да го победат Господ со своите ракети или оружје? Вака Господ ќе постапи со безбожниците и беззакониците. Овој свет станува се полош и веќе нема надеж и лек за него. Видите, вчера што беше таму во паркот, парада на гордост. Па, ние не знаеме кога ќе биде грабањето. Ама пак насетуваме, затоа што вели не знаеме денот и часот. Навистина никој не го знае денот и часот. Ама осеќаме дека е близо. Па заличивме на Содома и Гомора. Сега се донесуват закони за нема машко, нема женско. Сите се исти. И како? Например, некој сака да добие некоја државна служба, ќе се јави на конкурс, ќе се појави таму маж со мустајчи брада, облечен со женска облека, нашминкан, со штикли, и ќе рече: јас учествувам на конкурсот. Ама тие ќе го одбијат веројатно затоа што нема квалификации. И он ќе тужи, после ќе рече: овие ме одбија бидејќи јас сум джендер и тие не ме признаваат. И овие што се такви закони ќе напишат казни милијадници, милиони евра да плати тој што ќе, ако е физичко лице, ако е институција и така натаму. Се припрема за да се мачат луѓето. Во Откровение рековме: еве доаѓа со облаците, ќе го види секој око и оние што го прободува, и сите земни племиња ќе заридаат заради него. Да, амин. Интересно и ова да кажеме. Откровение 6 глава 15-17 стих вака вели: Откровението, поголем дел Откровението е посветено на опис на големите маки. И земните цареви, големците, војсководците, богатите, силниците и секој роб и секој слободник се скрија во пештерите и во горските камењари, велејќи им на горите и карпите: паднете врз нас и скрите од лицето на оној кој седи на престолот и од гневот на јагнето, зашто дојде великиот ден на неговиот гнев и кој може да се одржи. Значи, луѓето се кријат во подземни скривалишта и бункери. Такви бункери имаше, да речеме, и после Втората светска војна, и кај нас имаше, во Македонија има едно подземно склониште. Но сега масовно се градат. Поготово во овие економски појаки земји, богатите луѓе се организираат, даваат пари, се градат такви, нормално во нив ќе
пребиваат, ќе престојуваат тие што платиле финансиски средства. А заедно со нив ќе дојдат и разни слуги да им перат, да им готват таму, затоа што веќе и секој слободен и роб. Иначе, тоа во Америка сум читал дека кој има куќа со дворче, таму нема дворче, таму се дворишта со 1 хектар во некои места. Може да си купи една скривница, така како една цевка од железо, закопат во земја, че дојде булдожер ќе ископа. Има таму 2 соби, една спална, WC, купатило. Ќе снабдат и си плати, да речеме, да има и храна за 5 месеци, за година. И така мала скривница. Други пак што можда и се наречени препери, може на интернет да видите препери, тие сами одат во планина негде, на некое осамено место, ќе изгледа таму некоја скривница, како вила, како куќа, ќе снабдат со, да речеме, снабдување со електрична енергија преку ветар или сонце, ќе наполна со храна, али ќе земат и оружје, бидејќи може некој да дојде да ги истера од тука да им го земи. Па имаат пушки, имаат стапици таму. Може да се види на интернет малце, да се чудиш и да се смееш. Надеж и очекување на Израел и црквата. Евреите 2000 години немаат држава, 48 година добија и масовно се селат во Израел. Денес има само евреи, околу 10 милиони и околу 4 милиона арапи. Тоа е проречено во Езекијел 36 и 37 глава. Тие ќе останат на земјата во големите маки, ќе бидат одмразени на многу народи, особено да арапите, особено муслиманите и други народи. И тоа е проречено. Господ ќе дозволи Израел да влезе во големите маки, со цел тие во маките да се обратат и поверуваат во својот Месија Исус Христос. Дел од нив, 1/3, ќе поверуваат и се спасат. 2/3 ќе загинат во борбите на Армагедонската битка. Во Данијел 12:1 вели дека ќе се спасат сите што се запишани во книгата. Исто во Римјаните 11 глава апостол Павле вели: не сакам, браќа, да ви остане непозната оваа тајна, за да не се мудрувате повеќе од својата мудрост. Еден дел од Израел закоравува додека не се исполни бројот на неевреите. И така целиот Израел ќе се спаси, како што е напишано: избавителот ќе дојде од Сион, тој ќе отстрани безбожноста и Јаков. Тоа не значи дека сите евреи ќе се спасат, него оние ќе поверуваат. Меѓутоа, тоа спасување некако ќе дојде како нагло, како во исто време, да речеме. Значи, затоа е речено многу теолози сметаат дека она што Бог им го вети на евреите повеќе не важи и тие сите благослови се префрлаат на црквата. Така веруваат православната црква кај нас. Веројатно и католичката. Ја би рекол државните цркви, тие што зеле власт, тие така сметаат. Но тоа не е точно. Бог не може да лаже. Тоа што ветил на Аврам ќе го исполни до последен збор. Евреите преку пророците мечтаат за царство во кое ќе бидат водечка нација на земјата. И тоа ќе се оствари. Во 1000-годишно царство ќе се оствари. И затоа и ги мразат евреите. Али некој да не ме свати, сега се они неверни. Ама ќе дојде време да ќе поверуват. После воскресението на Господ Исус Христос, апостолите кои сите беа евреи, се собраа околу Исус Христос на Маслинската гора, пред тој да се вознесе, и му рекол: сега ли ќе го воспоставиш царството Израелево, Господе? Значи, тоа беше проречено од пророците, дека треба да се воспостави царството на. Али Господ Исус Христос не им рече: што зборувате вие,
па не постои такво царство. Не, тој не им рече, туку им рече, не е ваше сега вие да прашувате за царството, туку ќе примите сила од Светиот Дух и ќе сведочите за мене по цел свет. Значи, сега имате друга задача. Црквата беше тајна во Стариот Завет. Таму на многу места се вели дека и незнабожците ќе го слават Господ, ама не е кажано како и на кој начин. Таа тајна првпат му се појави на апостол Павле и се додека црквата е на земјата, Израел ќе биде слеп за Евангелието. Интересно е што Мартин Лутер, кога се обратил и видел дека спасението е по милост, почнал многу интензивно да им сведочи на евреите во Германија, а тие гладко го одбиле и не ќе ништо му прифатат. И тој напишал некои трактати против евреите, со многу погрдни зборови и, како да кажам, дури некои сметаат дека тој очигледно голема грешка било, значи он 11 глава од Римјаните е занемарил, и некои сметаат дека и Хитлер се користел со неговиот трактат за омраза кон евреите. Значи, додека евреите не го прифаќаат Христос како Месија, тоа е шанса за нас, незнабожците. А што се надева црквата? Црквата не е Израел. Свети Августин, теолог од 6 век, не знам, потекнува идејата дека црквата треба да направи теократија, да направи држава, света држава, но тоа не е точно. И по тој терк и Ватикан направи. Црквата почнала на првите духови, таа е нов ентитет. Во црквата нема национални разлики. Во Светото писмо на повеќе места се спомнува дека Бог ќе ги спасува незнабожците, но не се даваат детали. Рековме ова, дека црквата е тајна, ја нема во пророштвото, кај пророците. Павле во Ефесијаните 3:3-5 вели дека по откровение ми беше соопштена тајната, како што порано напишал накратко, што во другите поколенија не им беше објавено на човечките синови. И тоа е. Како што рековме, пред да го казни светот со потопот, Бог го спаси праведниот Ной и неговата фамилија. Пред да ги уништи градовите Содом и Гомор, го спаси Лот и неговите две черки. Така и нас Господ ќе не спаси и евакуира пред да настанат големите муки. Слава му и хвала му. Амин.